тоа не беше грешка на техничарот. Сакавме, простете, макар и со недозволени средства, да се обидеме да ви го прикажеме ова малечко, за повеќината од вас безимено градче, при првата средба, додека му се приближувате по било кој од 7 патишта, што се слеваат во него од сите возможни страни на светот. Треперлив поглед од нерамните друмови или од астматичниот Чиро, кого тука го викаат Караджа. Исто како што имаме желба и ние да го дадеме својот скромен придонес кон тоа, во иднината за него малку повеќе да се знае, а ќе се знае за него и без нас. И еве сме во него, во Кичево. Изморени сме од тешките патишта, но не и на овој плочник. Најмногу изморени беа секако оние кои во текот на револуцијата го ослободуваа него 7 пати едно по друго. Различни се спомениците што говорат денеска за тоа. Некои од нив стаселе да се синтетизираат во бакарен бронзен символ, другите се уште по фасадите. На овој митинг, изгубен некаде во виорите на војната, зборува другарот Темпо, една можеби сосема случајна фотографија на фотографот кој се уште има работилница во приземјето на истата оваа зграда. А Зајас тогаш беше седиште на едниот од балистичките поглавари Мефаил. И денот е тука. Тој е веќе 20 години тука. Во ова градче во кој од секогаш беа испраќани непослушните офицери и службеници по казна. Во ова градче на самоубици, некаде во дивината, на крај од светот, каде пред секој малку пожив поглед се испречува зидот на беспаќето, ќорсокакот, калта и чмаењето. И ете, во Кичево ни денес нема музеј, нема ни театар, го нема ни она што го има денеска насекаде, ни пристоен хотел. Весниците стасуваат доцна навечер. Долги се препирањата за подсојузните фудбалски надпревари. Составен дел на таа атмосфера е и оваа лектира на неговото секојдневје, до бескрај цинична или смешно наивна, или просто само еден вид од секојдневјето. Но што бараа оние негови изморени по 7 пат ослободители? Каде е нивното небо?
Да, тоа е сепак тука. Верувајте, ние моравме да поминеме ни сета оваа трошност, каде и новото звучи по-старо, за ни стаа трошност и саѓи да го назреме небото, кое за овој град го носеа тие на своите капи. Кога го зазедоа градот, речи се уште утредента, тукашните луѓе тргнаа на еден сосема нов начин да ги заземаат и планините. И ги зазедоа тие нив, може би повеќе од 7 пати, може би и 100-кратно повеќе. И наеднаш станаа свесни дека е кичево градче во подножието на Челичните гори. Така допреа до светот и мињата. Тајмиште, скромната станица на истражувачите, а сега главен пункт на рударските работи. Дардакула, најголемиот утрешен јамски коп на овие рудници, каде утврдените лежишта железна руда понекаде имаат рекордна дебелина од преку 100 метри. Чаушица, идниот огромен дневен коп, каде девствената столетна шума им го остапуваше и се уште им го остапува местото ним на рударите. И за нив, за джиновските багери, од кои секој за една смена ке може да извлече од земјата по еден малечок рудник од 7.500 тони руда. Тука е малечок јубилеј. Првиот багер за прв пат ја подигна својата челична рака. А железо тука има доста. Досега се сигурно утврдени на одјалиште од преку 100 милиони тони резерва. 100 години работа на Скопската железарница. Тука, каде од секогаш се размножуваа и се штенеа само волците и качаците. Тука во овие 100-кратно освоени планини и планини кои се уште се освојуваат. Оваа длабинска истражувачка гарнитура е монтирана на местото што се вика Кобилин дол. Каква смешно неадекватна топонимија. А сето ова всушност почна токму од него, од стариот, исцрпен, ислужен манганов рудник во Цер. Луѓето бараа манган, наидоа на железо. Се разбира, ако е Цер исцрпен, манганот не е. Него го бараат тука во близината, а го бараат и далеку. И тој пак е пронајден некаде на сосема спротивната страна на Стогово. Меѓу луѓето од манганот го сретнавме и него, геолошкиот техничар Бошко. Уште еднаш ке се сретнеме со него. Ова дворишта, пуна неба и птица, уđu ko muzika stara, neku duboko u nas.
a osvojivanjето na planiните traje. Planiните se zatvoreni tuka. Tije se razloženi tuka. I zapičeni tuka. I tuka srede poleto kaj oslomej, kaj jaglenot koji se vadi na vistina kako vo vremeto na Rimjanite. Barem zasega. Zasega sekako. Bidejki i tuka ima rezervi od okolo 75 milioni toni. I planinite se pročitani, i mermerot, i drvoto. Site planini. I toj. Boško danes po 15-20 mesec dena trgnal v grad. Srećno je pozdrav od koji tuka već odavna stanal domašen. Eden malečok praznik, negov. No ne pomalečok praznik i za ova gradče, za gradčevo kičevo, što go dočekuva, što go ima, koja mu se raduva nemu, kojevo negovite oči go gleda, negovo to utre.
Ponekogaš to je samo obična gramofonska ploča. Ko muzika stara, neku duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je puštavi dječak. Dodeka igrata na artistite na životната scena na gradot продолжува да трае, dodeka razlikata među ona od utre i onoj od včera je taka golema što u prvi od njih se čini skoro i nepremostiva. Ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici. Dodeka muzeot je se ušte tuka na ulicata vo životot, Gdje ti je jorgovan rasuo perle, gdje nam je proljeće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze. Bit ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami u pjesmama ptica. Ponekada drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas predgrađe zove, traže te kuće i ulice stare. pa sepak nemu mu je dovoljno i to što gore vo svojata sobička i odnese makar samo nea, samo sakanata pesna. Kako Bože mlado Leskovar ne ni slutejki da pel za nego. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš, traži me. Ti nemaš prsten s našeg vjenčanja, al pamtiš strelju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez pera i zlata. Bila si lijepa i sretna ko nikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama. Vova šuma. Ako me sada još i malo voliš, potraži me, potraži me. I za nego vova šuma. A ova tuka se vika Demirhisar, čelično brdo. Ta je pomalečka od site za koje što zborovav me dosega. Od tukašnate ruda železarnicata vo Skopje može da raboti 1 godina. No ta je i prva. Nezinata prednost je prugata. Tuka vednaš dolu, na drugi od kraja od žicata od ova žičarnica koja na brgu ke proraboti. A ova brdo koje se vika Damjanova glava na brgu nema da postoji, a i koje drugo bi dostojalo pred vakvite zabi.
što prolaze. I pred vafite mladići, koji su nepolni 20 i su jedna mala melodija vo sebe, Božem šeguvajki se komanduvat so 60-tonskite kiperi, pokrenuvajki go sve to ona što im preči za da dojda to železoto. Prijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas prekrače zove, traže te kuće i ulice stare. Potraži me. I eve, tije je otkrija nea, to je ta rudata. Zase ga je prenesuvac o kamioni, dolu do prugata. Prugata, koja od ova strana ne može da stasa do prestolninata, do Kičevo. No i prugata, koja od ona sosema sprotivnata strana, vek je počnula da se približuva. I eve sme tuka. Tuka, kada što se radja toj, tunelot, se vika Bukovik, najdolg na Balkan od 7038 metri. I najteški od, zaradi ogromnite pritisoci na brdski materijal. Koga bev mesokamerata tuka bea su ovladani 1500 metri od ova podzemlje, od obete strane na planinata. Ova je pak zajas, jedno sosema novo sedište na jedna sosema nova bitka. 2/3 od graditelite novoj podzemen gigant su armirana tunelska obloga debela i do 1 metar se tukašni ludje. Da, tuka se rađa toj, tunelot. Tunelot što treba da bide gotov do kraja od neidnata godina i koji se pišuva so golema bukva. Tunelot pred kogo jedan krak od prugate ke prodolžuva za Kičevo, a drugi od za Rudnicite i koji pak se pišuva so golema bukva. Isto kako što se pišuva ponekogaš sonce, ili nebo, ili den, ili čovek, a ponekogaš i čelik.